Почитувани, работата на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот во нашата општина е вечерашната тема на Печат. Со нејзиниот председател ќе разговараме што се презема на локално ниво за да имаме побезбеден сообраќај. Добре дојде во Печат, му посакувам на сообраќајниот инженер Цане Ѓоргиевски. Добро ме најдов и благодарам на поканата и да искористам приликата да ги поздравам вашите гледачи, односно сите наши сограѓани кои следат оваа емисија. Ѓоргиевски, која е задачата на Општинскиот совет за безбедност? Општинскиот совет има повеќе обврски и задачи кои што произлегуваат од законските одредби предвидени со Законот за безбедност за сообраќајот на патиштата и со обврските кои што ги утврдува Советот на општината Охрид при формирањето на Советот за безбедност. Тоа е поширок спектар на обврски кои што требат, односно нивното извршување секојдневно и работење на Советот треба да придонеси кон подобрување на општата безбедносна состојба, на регулацијата на сообраќајот, особено во нашиот град, на подигнувањето на свеста на граѓаните за самото учество во сообраќајот и опасностите и последици кои што произлегуваат од тоа учество, на подигнување на сообраќајно-техничката култура на младите и сообраќајната култура воопшто, тргнувајќи од најмладата популација, од предшколската возраст, па се до возачите кои се постари, за кои се потребни посебни услови, односно законот предвидел посебни услови за продолжување на возачка дозвола и за нивното учество во сообраќајот. За таа цел, покрај другите активности, Советот има и обврска да подготвува разни публикации со кои ќе се покријат овие обврски кои што произлегуваат од законот, за да може воопшто сообраќајната култура и културата на однесувањето во сообраќајот воопшто да се подигне, а преку тоа и да се подигне општата состојба во сообраќајот на ниво на општината Охрид. Од кога постои ваков совет? Ево, како соработувате со другите совети во општината? Па секако совет за безбедност сообраќајот на патиштата датира многу од поодамна, уште од стариот политички систем, со мали модификации. Тој и денеска генерално јадрото на функционирањето е исто, а негдека точни податоци немам, иако нас не е тоа во, да речем така, во план на овој совет да изготви еден историјат од оние материјали кои што постојат, кои се на располагање, али мислам дека негдека од средината на 50-те години тој функционира како совет, односно почетокот веќе кога се појави првите почетоци на моторизација во Република Македонија, во тогашната Република Македонија. И соработката со другите совети ја има. Меѓутоа, за жал, многу од советите низ другите општини низ Републиката не функционираат. Јако се конституирани, причините не знам зошто се, предпоставувам дека се повеќе лични каприци на определени личности и така натака, кои се задоволни што се тука, па не се нивните очекувања исполнети или некои кои не се задоволни и така натака. И ако, речеме, како програмска определба, наша е да се координира работата на советите, општинските, заради тоа што Републичкиот совет за безбедност сега е исклучен од другите совети, иако, да речеме, ние координираме со него во определени манифестации, како што се детскиот семафор, сообраќајна техничка култура на младите и така натака, али другите работи, сите обврски треба да ги исполнуваат секој совет поединачно. И од тој аспект ќе се судриме со сериозен проблем, иако како определба програмска најдена широка поддршка на сите оние кои што ја прочитаа програмата, мислам дека ќе биде тоа тешко, али ние ќе се обидиме да соработуваме со оние совети кои функционираат. Кој учествува? Како
функционира тој совет, кој го избира, кој предлага, од која структура се членовите во совет? Па сега по новиот закон, значи од 2007, Законот за безбедност на сообраќај на патиштата, општинските совети ги бира, за безбедност ги бира советот на општината, во координација или во некоја согласност со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тука сега имате еден проблем. Мислам дека начинот на предлагањето на членовите и така натака е еден застарен модел. Јако да речеме обврските кои што произлегуваат од законот и од одлуката за формирање на Советот за безбедност сообраќај на патиштата, не можат се напред, се изменети. Меѓутоа, составот кој се бира по некој клjuč. Не дека тие луѓе кои се тука не треба, така, меѓутоа нема потреба од толку луѓе. Мислам дека Советот има поголема задача, отколку да се задржи на нешто што години се провлекува наназад. Значи, не може на едно такво тело, како што е Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, основна преокупација да биде одржувањето на сообраќајно-техничката манифестација, детски семафор или сообраќајно-техничка култура на младите. Мислам, не е издржано тоа. Тука има различни профили, меѓутоа сега се содруваме тука со проблем. Составот го имаме и од образование, и од организации кои се занимаваат со превоз, и од организации кои се занимаваат со техничка исправност на возилата, и од органите за безбедност, од сектор за внатрешни работи, и од самиот совет. Меѓутоа, имаме и од испитната, односно од испитниот центар член, така и од средните училишта членови. Меѓутоа, мислам дека мора да се пристапи посериозно кон тој избор, затоа што обврските се поголеми на овој совет, иако сакаме советот не само да функционира, тој ќе функционира и ако се имени, само и ако се собираме, ќе кажеме дека функционира. Меѓутоа, тоа собирање, таа работа мора да резултира. Нашиот резултат ќе се огледа во придонесот на зголемувањето на безбедноста, непреченото одвивањето на сообраќајот и зголемувањето, меѓу другото, и на сообраќајната култура, особено кај младите. Сметате дека е обемен, масивен, како тело, треба да се редуцира или? Не го сметам за голем. Меѓутоа, сметам дека лицата кои ќе ги избираме во иднина мора да бидат лица кои веќе се искажале, така и законската ја обврска, кои се искажале во сообраќајот. Значи, не мора да е тоа физичко лице, може да бидат институции, организации, така натака, али кои дале свој придонес во сообраќајот. Затоа што советот треба да е концентрација на професионално знаење и искуство. Значи, тоа мора да резултират предлози во сите сфери. Значи, не само, да речеме, во поглед на сообраќајната култура, на подигањето на нивото на сообраќајната култура, него предлози за многу работи кои што ќе се имплементираат после службите надлежни во општината и другите стручни служби ќе ги искористат за нивното работа, а во интерес на подобрување на безбедностната состојба во сообраќајот. Како експерт по сообраќај, значи вие сте инженер по сообраќај, како ја оценувате или како сте задоволни од сообраќајната безбедност на минатата година во општина Охрид? Аз тука малку ќе го елаборираме проблемот повеќе. Тоа што сообраќајот, безбедност на сообраќајот на светско ниво е веќе проблем. Значи, уште 2009 година Светската здравствена организација врз основа на податоци од 178 земји издаде едно соопштение за влошената безбедностна ситуација во сообраќајот, од кој нормално произлегуваат здравствени, социјални или економски проблеми. За таа цел
Генералното собрание на Обединетите нации 2010 година прогласи, значи и таа се уште трај, декада за зголемување на безбедноста во сообраќајот со укажување, односно проектирањето на начинот како да се стабилизира тој негативен тренд и како да се намалат постапно сообраќајните незгоди со жртвите во сообраќајните незгоди. За жал, ваквите неповолен развој, односно неповолен тренд на зголемувањето на жртви во сообраќајните незгоди, првенствено се случува во земји со низок економски или среден економски раст, каде што, за жал, и ние припаѓаме, дали ние сакаме или не сакаме да го признаеме, тоа е така. И нормално дека тие последици се влечат. Заради тоа што ние, ако се случи да сообраќајна незгода, возачите останале здрави, немат потешки последици понов, имаме постсообраќајни последици, значи имаме трајни психички пореметувања. Така. Имаме после тоа треба да се свртиме на штетата. Така, значи материјалното добро наше, возилото, така. А ќе се свртиме и кон штетите кои се причинети во на патот или на објектите на него, затоа што и тие се средства наши, тие се државни, меѓутоа ние сме државата и тие средства, тие загуби, ние ги плаќаме на ваков или таков начин. Значи, ние мораме да сме свесни на тоа дека се што е штета ние го плаќаме. Можда учесникот во незгодата покрај другите последици, делумно, ама и ние, сакали или не сакали, ќе помогнеме да се цели. Сега, во напорите за намалување на бројот на сообраќајните незгоди, и Европската унија превзема различни активности и тие имаат кампања која исто така е веќе неколку години се спреда да спасуваме животи. Една од целите наша е и да се ние вклучиме кон таа кампања и на Европската унија, но и на Обединетите нации. За жал, од 2002 година навака, состојбата во Македонија рапидно се влошува. Значи, секоја година, според статистиките и според податоците кои што ги издава од време на време Министерство за внатрешни работи, на 100.000 жители годишно, на годишно ниво, 8 загинати има во сообраќајни незгоди. И таа тенденција се зголемува да кулминират во 2013. Што за мене како лице кои долги години се занимаваат со едната и другата страна од сообраќајот, и она позитивната во делот на едукацијата, но и она негативната, како вештак на лице место, како судски вештак и така натака, е изненадувачки. Затоа што сепак тоа не треба нигдека, мислам да не се разбереме погрешно, не го оправдувам тоа ако Струга се случи или во Дебар или Скопје. Меѓутоа не имаме еден подруг третман. Сепак Охрид како туристички центар, како историски, духовен, па и политички центар, така. Значи имаме прилив од цел свет на гости тука. Ако сообраќајот е показател на една организираност на државата и на съвеста на народ, на населението, мислам дека треба со силни маки да се потрудиме да го то покажеме и да го докажеме. Сепак нас покрај сите оние други работи кои што не засегат и животот на нашите и материјалните добри свет, меѓутоа треба да мислиме и на општото добро. Кои се причините за несреќите, Георгиевски? Причини ги има повеќе. Што покажува статистиката, може би? Има повеќе. Меѓутоа, показатели. Така, има повеќе, меѓутоа, знаете како сега, во тој систем кој што придонесува за случаи на сообраќајните незгоди, значи возач, возило и пат, сепак возачот има најголем процент на придоне за случаи на сообраќајните незгоди. Според една студија од 85-та година,
која првенствено ги опфати Соединетите американски држави и дел од земјите членки на Европската унија, а јас така ја користам не заради тоа што е навистина детална и може многу да се извлечите, да се научите од тоа. Возачот како причина од тој систем учествува со 57% во случаите на сообраќајните незгоди, 27% учествува возачот во комбинација со патот, негде околу 3% возачот во комбинација со возилото, а патот 6%, односно возилото само 2%. Што значи дека сепак основната причина за случување на сообраќајните незгоди се случува во возачот. Сега, кај возачот имаме исто така повеќе фактори кои што влијаат врз неговото однесување и намалување на возачката и возачката способност. Меѓутоа, според нашите анализи, како Совет и според мои анализи како долгогодишен работник на проблематиката на сообраќајните незгоди, првенствено се брзината на движењето со возилото, алкохолот и користењето на дрогите, односно наркотиците. Ние немаме сега, не располагаме се уште со, мислам и како држава, немаме такви податоци, да речеме, во однос на брзината, колку брзината придонесла за случување на сообраќајните незгоди. Меѓутоа, јас ќе ви кажам дека ние верувам дека не се разликува многу, ќе ви кажам европската статистика, значи од 30 до 50% брзината влијаат врз случувањето на сообраќајните незгоди. Од таа брзина зависат и последиците директно. Значи, колку поголема брзина, толку потешки последици. Така. И затоа возачот е должен да, само како законска обврска, него и за да се заштити себе си. Брзината да ја прилагоди, зашто ние навистина немаме некоја сообраќајна мрежа со која можеме да се пофалиме. Меѓутоа, затоа пак сме ние свесни дека таа сообраќајна мрежа и во таа сообраќајна мрежа ние треба да се движиме, така да се приспособиме, односно приспособиме движењето за да поминеме безбедно. Значи, затоа тој, како возачот мора да ја приспособи брзината према особините и состојбата на патот, према возилото и товарот, ако превезува товар, према условите, видливоста, према така, па понатака према своето познавање на сообраќајот, према својата вештина и искуство за управување и нормално према неговата психофизичка состојба. Значи не можеме ние да влеземе во возило неподготвени и возилото да го злоупотребуваме во смисол да ја пречекоруваме брзината. Не само заради тоа што го пречекоруваме ограничувањето, него заради нашата безбедност. Сега, ние кога припремавме кампањата, клучно го влијанието на брзината на движењето, алкохолот и наркотиците, клучно ги ставивме овие, заради тоа што од нив најповеќе произлегуваат проблемите за предизвикување во сообраќајните незгоди. И често се случува кај сите, меѓутоа најранлива категорија е оние учесници во сообраќајот од 14 до 25 години. Макар што, според анализите од Министерството на внатрешни работи, негде во 2011 година, за чудо, да речем, беа поизложени возачите повозрастни, значи над 25 години возраст. Меѓутоа, тоа се случуваат така инцидентно. Генерално се тие. Сега тие како млади луѓе секој сакаат да се идентификуваат со силата на возилото, заборавајќи при тоа законите на физиката. Без разлика се на колку е возилото добро. Иако се, рече, сите возила нема лошо возило, сите се добро направени и со секое возило може да се постигне брзина и над ограничувањето. Меѓутоа проблемот е
како ќе ја застанеме? Онаму кај што ние сакаме, а без при тоа да се изложиме на опасност или да предизвикуваме опасност за другите. Тоа е клучниот проблем. Затоа, ние кога зборувавме за оваа кампања, ја спроведовме по школите пред новогодишните празници, ударно. Тогаш сметавме дека е најбитно, бидејќи целиот јануар ни беше со празници. Побаравме да разговараме и со советите на родителите. И тоа веќе го направивме во гимназија, заради тоа што сметаме дека покрај другите фактори кои што се надлежни за контрола, за санкционирање или за едукација, сметаме дека родителот има така важна клучна улога, сепак е тоа, како да речам, елементарна образовна институција. Така. И ние како родители најповеќе го знаеме карактерот на и склонностите на нашите деца. Значи мораме да им укажуваме на тоа дека не смеме да ги охрабруваме во погрешна насока. Значи не треба да ги охрабруваме тие да се сметат за свезнајковци, ниту пак да ги притискаме така да станат плашливи и срамежливи. Не смеат да се чувствуваат супериорни во сообраќајот. Треба да им се укаже дека тука нема сила. Не никој не ранлив, сите се ранливи. Мора да им се укаже на таква. Не треба да им се укаже што треба тие да направат, покрај на тие што го научиле дотогаш, што треба да направат, што може да направат повеќе. Исто треба да учат од грешките, од своите, ама и од другите. Така. Најлесно се учи од другите. Така. Меѓутоа мора да се научи од своите. Али проблемот е во што мора грешка да се признае. Ние се содруваме со еден проблем. И ние повозрастните, не само децата. Јако кај децата работи повеќе адреналинот кој ќе седнат во возилото. И ние се содруваме со еден проблем, никој не сакаме, ретко признаваме грешка. Ние мислиме дека све знаеме, што не е можно. Така. Секој учи додека е жив, тоа не е случајно, ние не измисливме сега топла вода со тоа, него тоа е животно правило кое постои од кога постои човек. И од таа причина родителите сметаме дека имаат една важна улога во тоа. Меѓутоа, за да имате вие таков ефект, бидејќи сепак ние како родители сме огледало за нашите деца, значи ние треба да се однесуваме сериозно и одговорно. Така, во собраќај. Значи немајме ние сега да бараме од нив одговорност ако и не прави Сико или Керко, она ја што правам. Значи тоа не може. Значи тука не може да се постигне успех. Друга причина која така во поголем степен застапена за случување на сообраќајните незгоди е алкохолот. Ние се уште јако имаме побарано, мислам дека скоро ќе добиеме тие податоци за сообраќајните незгоди, посебно кај што има со смртни последици, колку од возачите биле под дејство на алкохол. Меѓутоа, од прилике во светско ниво, 25% од несреќите се случува, ги предизвикале возачи кои што се под дејство на алкохол. Или 2,7 пати повеќе возачот под дејство на алкохол предизвикал сообраќајна незгода со тешки последици отколку некој трезен. Така да јас верувам дека за жал тој процент кај нас ќе биде нешто повисок. Речеме него европските земји. Сметам дека ќе е повисок. И мислам дека тука треба да се посериозно да се гледа на тоа и посериозно да се свати, бидејќи со самото конзумирање на алкохолот возачот генерално му се намалуваат психофизичките способности, ги губи. Значи тој не може да одржи вниманието и концентрацијата, му се намалува видот. Потешко се привикнува кај таквиот возач окото на светлосни разлики од светлина во мрак. Му се намалува или стеснува видното поле.
погрешна проценка на растојанието и на меѓу возилата и брзината на движењето. Не ги забележува страничните објекти покрај колот кои се од значење за сообраќајните ситуации со кои се среќа и не заминува. Му се продолжува времето на реакција како клучно време за да како клучен фактор за да некоја опасна ситуација ја избегнеме или бар да ги намалиме последиците. Што кај здрав возач, кој одморен, кој не е подејстван на алкохол, изнесува негде дека 0,8 секунди, просечно, така. Видите, кај возач подејстван на алкохол, тоа се зголемо драстично, и по 50, 60 и 100%. Значи, тоа е многу во сообраќајот, ако ние предпоставиме дека ето со возилото се движиме со некоја брзина од 100 км на час. Ние за една секунда е за толку. Броиме 30 метри во секунда. Тоа е огромно растојание. Така. И се замислите се возач на моторно возило се движи со 100 км на час, а е подејстван на алкохол. Значи нема шанса да не предизвика. Затоа кај таквиот водач покрај другото се пореметува и се губи осетот за самокритичност. Тој смета дека е добар и дека може уште повеќе да каже во сообраќајот. Го губи осетот за говор, губи рамнотежата и чувството за ориентација. И нормално дека таквиот возач представува многу ризичен. Сега што е кај нас карактеристика, да го зборам од искуство. Кај нас е карактеристика да ние, ќе седнеме сега, ама нема да пиеме, ќе се напиеме една-две, ќе станеме. Тоа не варви. Се лажиме самите себе си. Ниту некојаш врвело, ниту сега, ниту ќе врви така. Значи нема. Значи имаме можности разни, треба да избериме алтернативни превози, така. Јавен превоз, такси превоз, така, или по крајна линија ќе не вози некој друг, така, кој што ето ќе биде жртва или не е склон кон алкохол. Претпоставувам дека ситуацијата е иста и кај оние кои што конзумираат дрога. Па нешто слично ќе дојдеме. Тоа само би сакала да кажем еден момент на кој што слабо се обрнува внимание. Тоа е периодот на трезнење, така викан мамурлак. И сега ќе седнеме, ќе пиеме малку поголема количина и сме завршиле со алкохол вечерва 2 грама врз килограм алкохол или поранешни промили. И сега сме легнале да одспијаме 6 часа. Нашиот джигер обработува 0,1 илјадити дел од алкохолот. Значи за 6 часа спиење 0,6 илјадити. Значи ни останали уште 1,4. Со бајле ние пак сме неспособни прво за возење, а и сме над лимитот, така. Истото нешто слично се случува и со наркотиците. Се доведува возачот со конзумирање на наркотиците да му се поремети нервниот систем, неговите психофизички состојби, така, за возење. Значи истото и кај него, тој е во некоја состојба на замаеност, проследена со илузија на некои на различни чувства и така, преголема еуфорија, зависност, депресија, некои од нив пак се чувствуваат, барем она што го кажат медицинската наука, чувствуваат ненадеен страв, паника, погрешно ги проследуваат информациите, тешко ги задржуваат вниманието и перцепцијата. Исто така им се намалува времето на реакција, но се продолжува времето на реакција. И затоа исто или слично има влијание. Сега тука комбинацијата, односно намалувањето на психофизичката способност се мултиплицира, значи се зголемува ако наркотици се користат во соодейство со алкохол. Георгиевски, ќе направиме време за реклами, ќе направиме пауза, па ќе се навратиме на прашањето каква е нашата сообраќајна култура по рекламите. Каква е нашата сообраќајна култура, Георгиевски? Па добро, сега. Ако
го гледаме Охрид како град, според моето, зборам сега, возачко искуство, ние сме малку така на некој степен повисок од другите градови. Јако не значи дека тоа предњачиме сега, не знам во каква смисла. И сообраќајната култура не е категорија која, ке речеме сега, ја знаеме. Секој ден треба се збогатува со секоја измена и на закон, со секои новини и во возила, и во патна мрежа, и во сигнализација и така натака. Еден момент кој што провеива во низ цела Македонија, ако ше по мене, сега го зборам од лично име, е клучен за да искажеме таа сообраќајна култура и кој што е клучен за да ја зголемиме безбедноста, тоа е трпението во возењето и влегувањето во возилото растеретени од се она што не притискат во секојдневието, зашто ние не можеме да го елиминираме стресот, заради тоа што така живееме, стресно живееме, тоа ни го наметнува начинот на живење, социјално-економските случувања и состојби, така. А сето тоа нас не прави ранливи, заради тоа што сме стресот негативно влијае. И секој од нас можда не како поим, него, али го чувствува како појава. Се зголемува крвниот притисок, така. Значи, се јавува несоница. И таквиот воzač секојаш е немирен, нервозен, избувлив, така, и невнимателен. И сега не можеме се вие ке таков возач кој ќе седни во возило, тој е веќе опасен и за себе и за другите. И сега кога ќе збориме за култура, ако сега чекате на семафор, семафорот уште не на црвено, семафорот уште не е отворено зелено, вас зад вас ви свири другиот возач. Значи, тоа е еден од показателите, како пример. Така. А нова тема ќе зборуваме малку покасно, заради тоа што во крајот на април, почетокот на мај, уште не е утврдено, ќе во содейство со сообраќајно техничките паралелки од средното училиште Наум Охридски, нели? Среди Наум Охридски или ЕМОЦ, ќе изготвиме една анализа таква, посебно на крстонците и посебно на однесувањето на возачите, да видиме колку сме ние такви. И сега замислите ви, ако имаме, зборуваме за Охрид, имаме некои гостин од надвор, и нормално, како што имаме недостатоци во сигнализација, така натака, и сега возачот вози бавно, ние му свириме, но тој ќе се изгуби. Така тој не, значи, ние место да му помогнеме, да го оставиме, да се снајде, или да му кажеме кај да застане, или кај да го упатиме, ние го доведуваме. Затоа верам дека ние сме, меѓутоа не толку за да кажеме, значи треба да се работи. Значи зборуваме во моментов за возачите на моторните возила, но тука се и пешаците и другите учесници во сообраќајот, велосипедистите, моторциклистите, така еден конгломерат каде што има некогаш нетрпение едни кон други во однос на давање на предност во Апсолутно. На пешачки премин или на патеките велосипедски. Така, има помак, но сепак не е се уште доволно. Се сложам нека е така. Меѓутоа, кога размислуваме и кога зборуваме за една ваква состојба, ние сме малку себични. Зошто сме себични? Ние зборуваме од аспект, да речеме, јас како пешак или како возач на велосипед, така. Ама јас сум учесник во сообраќајот. Јас, кој ќе возам возило, јас треба да ги почитувам нив. Ама, кој ќе јас возам велосипед, треба да ме почитуваат и тие. Односно да ги познаваат правилата и така да се однесуваат, така. Значи, не можеме ние да бараме почитување на закон само од наш аспект, така. Затоа се советот, меѓу другото, ево сега што ги спомнавте велосипедите, и во
смисол на подигање на таа сообраќајно-техничка култура или воопшто сообраќајната култура, подготвуваме еден видеоматеријал кој ќе се издаде во DVD форма за оние ученици од основните училишта кои го стекнуваат правото за управување со велосипед. Значи, ќе се запознаат што представува велосипедот, кои се условите кои што треба да ги исполнува велосипедот како возило, кои се условите кои што треба да ги исполнува возачот на велосипедот, каде почетните часови за оспособување да ги одржи, како да основните сообраќајни знаци со кои ќе се среќава, значи елементарните сообраќајни знаци, како да се движи по коловоз, ако има велосипедска патека каде, ако има велосипедска лента каде, како да се движи на крстосница. Значи бројни насоки ќе има, така. Кои се опасности со кои тој ќе се среќава, кај најпој ќе возачот на велосипед изложен на опасност. Во таа насока и за оние најмладите подготвуваме една комбинација од сликовница со боенка. Че пола ќе биде сликовница, пола ќе биде боенка. Сликовницата, па после да може да си со основните начини кои треба да се запознат, да речеме, со основните услови, пешачки премин, полицаец, сообраќајен знак и така. Господине Ѓорѓевски, дали ево вроди ефект, плота, измената, законската измена, каде што се помести возрастната граница и веќе од 16 години може да се стекне со дозвола за возење една млада личност? Сега, за волја на вистината, јас уште кога се носеа измените во Законот за безбедност на сообраќајот, тоа беше 2012 година, и јас јавно во преку средствата за информирање го искажав моето лично несогласување со таквиот начин, односно со спуштање на старосната граница, затоа што сметам прво дека начинот на живење, условите во кои живееме, воопшто не налагаат потреба за стекнување на возачка дозва со 16 години. Значи, негдека имал, па добро имат. Речеме во Соединетите демократски држави, меѓутоа таму е друг начин на живење. Вас овдека школата ви е на 500 метра најодалечено. Која е причината? Имате јавен превоз кога сакате, алтернативни превози колку сакате. Така, значи немате никаква потреба од една страна. Од друга страна, ние зборуваме за личности кои што начинот нашиот на живење ги прави социјално и психолошки незрели и несигурни. Сега, ние ако не можеме да се справиме со возачи кои навршили 18 години, така се мислам, од тие причини. Сега, малце се зголемија условите кои треба да ги исполнуваат кандидатот за возач, кој сака да го полагат возачкиот испит, и така се намали бројот. Иначе, по мене, последиците ќе беат потешки. Спомнатме во текот на разговорот дека одржувавте кампањи за средношколците во декември месец пред новогодишните празници, па ево кои се едните активности, планови на Советот за безбедност во сообраќајот? Како ќе делувате ево понатака? Што ви е зацртано во активностите? Добро, сега како приоритетно што ви ги спомнав овие два проекти, и исто сме во фаза на подготовка на надпреварот детски семафор за основните училишта, кој треба да се заврши до средината на април, и надпреварот како со назив Сообраќајна техничка култура на младите, кој е предвиден за средните училишта, кој исто така треба да заврши во тој период. Значи, до тој период сме тоа. Како програмска определба е исто подготовка на учениците, тоа негдека мајот би требало да ја спредиме во една форма на кампања. Сега ќе видиме дали до тогаш ќе спремиме некои флаери и така и слично така. За оние
кандидати за возачи кои беше атрактивно нели полагањето за националната категорија М за управување со велосипед со помошен мотор и мопед. Значи, нив да ги подготвиме и не сум убеден дека ќе снасаме да подготвиме ние материјал покрај она што треба тие да го слушат во автошколите, како теоретски дел, али верувам дека во текот на годината ќе го завршиме тоа. Понатака исто со нив ќе се задржиме на крајот од годината, кога нормално ќе почнат распустите и кога ќе сакаат да го полагат возачкиот испит, да им укажеме на автошколата што треба да обрнат внимание на важноста на автошколата, бидејќи и она што ќе учат таму, бидејќи тоа е една битна животна школа која ќе од она што ќе научат ќе ги следи во целиот живот. Така, дали ќе им помогне или ќе им одмогне, тоа зависи како се подготвувале, каде се подготвувале и така натака. Што треба да очекуваат од возачкиот испит, начинот на полагање, на што треба да се обрати внимание, кои се нивните права, кои се нивните обврски, така. И се трудиме со така големи напори да реафирмираме училиштната сообраќајна единица. Сега по новиот, тоа е се уште нацрт, мислам, не е уште излезен правилникот, меѓутоа според нацртот, сега секој училиште може да формира сообраќајна училишна единица и малку да биде поевтино. Тоа само со еден елек, една капа на елекот напишано училишна сообраќајна единица и може да таа палката. Меѓутоа јас го замислувам една како градска, така да дали ќе успееме тоа да комплетно Советот обезбеди средства, сме во некои преговори, да се маца подотерат, ама не да го регулираат тие сообраќајот на крстосница. Така. Меѓутоа тие, посебно во летниот период, ако успееме да ги ангажираме и децата, зашто ние вака можеме да разговараме, ма како знаете, така во пракса да се спроведе она што ќе остане. И рачун без крчмарот нема да се прави така. Треба да се детализира. Да се така и да ги користиме во летниот период како маца атракција за гостите, ама маца и ефективно, така. Значи, на оние места кај што очекувано е дека ќе имаат сообраќајна гужва, ќе имаат застој и слично, да помогнат да ги упатат луѓето кои се од надвор, према места за паркирање, према информативни бироа, према културно-историски споменици, према она кај што имаат нивна потреба, така. Да помогнат на пешачки преми кај што имаат постари лица и така натака, да предупредат некој ако евентуално минува на кога не е дозволено и така натака. И воопшто на таков начин да придонесиме и други бенефити да имат, затоа што во изборот таков треба да се проверат децата, значи тие треба да се подготвуваат, ќе имат и теоретска настава и практична настава за регулирање на сообраќајот и воопшто да сообраќаат. Значи, еден поширок придонес за подобрување, изголемување на таа сообраќајна култура и кои ќе ги осетиме тие бенефити, ние ќе ги осетиме како сограѓани нивни, после неколку години кога ќе се активно ќе се вклучат во сообраќај. Јас ви посакувам да ги реализирате од се срце вашите планови и да нивото и сообраќајната култура да се на повисоко равниште. Благодарам за гостувањето. Благодарам, ми беше задоволство. Почитувани, благодарам и за вашето внимание. Довидување.